Тоа е целосно електронски систем за издавање, проверка и јавно следење на лиценци преку електронски регистар и QR код. Целта е едноставна, секоја лиценца што ја издава институција да може да се провери брзо, точно, официјално и без непотребни административни пречки. Наместо документ што се носи, фотокопира, препраќа и тешко се проверува, воведуваме модел во кој постои еден официјален електронски запис поврзан со QR код и со електронски регистар кој што ја покажува точната моментална состојба. Ова е важно затоа што во пракса се појавува досега неколку проблеми. Прво, тешко е веднаш да се провери дали една лиценца е се уште важечка и дали лиценцираниот субјект ги исполнува условите. Второ, компаниите поминуваат низ административни процедури, барања, потврди и дополнителни проверки на хартија, кои често зависат од субјективната волја на службениците. Трето, граѓаните и јавноста немаат секогаш транспарентен увид во тоа кој е лиценциран, зашто е лиценциран и дали лиценцата е активна. И четврто, институциите трошат време за меѓусебни потврди, дописи и размена на информации кои може да бидат достапни веднаш и електронски. Да, роумингот како дома е едно од највидливите придобивки на пристапувањето кон Европската унија, затоа што директно влијае врз граѓаните и компаниите, особено оние кои што патуваат во Европската унија, со помали трошоци за мобилна телефонија, за пораки и за мобилен интернет. Од наша страна, клучниот дел од подготовката е завршен, регулаторниот пакет измените на Законот за електронски комуникации и дополнителните измени на подзаконските акти се подготвени. Законот е утврден на седница на влада и испратен на мислење во Европската комисија. Станува збор за 4 регулативи и директиви и директивата КОД, кои што се применети и очекуваме да добиеме повратен одговор во почетокот на преговорите.